За жал, и според податоците на Централната банка, на Народна банка на Република Македонија, но и од односот што јавно се гледа од страна на државата, се гледа дека работите одат во лоша насока, дека ќе продолжи трендот на намалување на странските инвестиции. Може би еден период државата ќе се вади на тоа што од преходниот период се започнати градби, започнати се отварање на нови капацитети и може би во првите 6 месеци до една година тоа нема до толку да се почувствува, затоа што многу од нив или градат, или изградиле, па сега ги примаат вработените и планираат во наредни 3 години етапно да примаат нови вработени. Меѓутоа, како времето ќе одминува, со оваа политика што ја води владата, ќе се гледа дека се помалку има нови, кои што сега тие ќе ги донесат странски инвеститори, и тоа ќе значи намалување на трендот на намалување на невработеноста, кој што ние силно го вршевме, намалување невработеноста од околу 38% на 22,9%. Тој тренд ќе го почувствуваат најмногу невработените, а ќе го почувствуваат и вработените затоа што нема да постои притисок за зголемување на нивните плати. Бидејќи единствениот начин да се зголемуваат платите е кога има притисок со нови вработувања и кога новите компании бараат да преземат вработени од постоечките компании. Тоа се помалку ќе го има и за жал најмногу тоа ќе го почувствува народот.